градскиот базен стопанисува и јавното претпријатие Јасмин. Па токму поради тоа ја поканивме овдека директорката на ова јавно претпријатие, госпоѓа Зорица Стојанчевска, да поразговараме за деталите околу базенот. Госпоѓа Јанчевска, добре ни дојдовте во утро. Добро ве најдовме. Ви благодарам на поканата. Прв пат сте ни овдека гостинка. Јас се надевам дека ќе имаме одлична соработка и дека и понатаму, кога станува збор за јавното претпријатие, ќе говориме за се она што се случува. Меѓутоа денес конкретно ќе говориме за градскиот базен. Од кога јавното претпријатие Јасмин ја превзеде одговорноста да стопанисува со базенот? Јавното претпријатие Јасмин ја превзеде одговорноста од минатата година, кога со одлука на Совет го доделија градскиот базен на трајно користење на јавното претпријатие. Добро, што се беше потребно за да се стартува со работа и да изгледа така како што изгледа базенот? Многу работи беа потребни. Најважната работа беше да се стави во функција нивото на градскиот базен, затоа што е со голема површина од 3541 метар кубен. И одржувањето на нивото на водата е навистина тешко со оглед на тоа колку е стар базенот. Исто така потребно е набавка на хлор, на пумпа нова, еве оваа година тоа го направивме и постојано третирање на водата со алгацид и pH- согласно параметрите кои што се потребни по закон. Така. Со што се употребува, еве да речеме, или на каков начин успевате да ја задржите чиста водата? Токму со тие препарати, хлорот што го спомнавте? Да, со постојано третирање со хлор. Добро. Исто така ставаме и алгацид и pH- доколку е потребно. Мериме претходно и доколку е потребно ставаме. На колку време се врши испитување на водата? Испитување на водата и на големиот и на малиот базен се врши на 2 недели. Така. Имаме склучено договор со Центарот за јавно здравје и тие постојано вршат контрола на квалитетот на водата. Така, доаѓаат и вршат мерење така да водата е безбедна, значи за пливање. Доаѓаат претежно млади, меѓутоа еве да направиме еден апел дека нели се плаќа символична сума на билетот, колку е, кога работи базенот, од колку до колку, еве да има. Да, градскиот базен работи од секој работен ден од 10 до 16 часот. Картата е символична, само 100 денари. Имаме исто така месечен билет од 1500 денари и сезонски билет од 3000 денари. Така, колку луѓе се потребни за да се одржува ова како објект и треба ли многу ресурси? Па рече се сите вработени на јавното претпријатие плюс дополнително ангажирани лица, како што е спасител, исто така одржувач на хлорот и машинскиот дел во компензацијата, тоа е делот под базенот, како и двајца чистачи на површината на водата, затоа што со текот на стоењето на водата алгата се спушта на нивото и таа мора да се изваде од површината со посебна машина. Со машинава, значи, да. Предпоставувам дека секој ден минувате или еднаш неделно, месечно, како оди? Правиме пауза од 2 дена само. Инаку постојано се 2 дена се чисти, фактички Дел по дел се чисти, не може сето наеднаш да се изчисти во еден ден. Така, добро, затоа што е и голем и длабок. И длабок. Колку е точно длабок, мислам, знаете ли? Па најдлабоката точка е околу 6,5 метри. Така. Да. Се стремеше, значи, и општината и вие како јавно претпријатие да отворите школа за пливање. Така. Таа веќе функционира, предпоставувам, година 2. 4 години. 4. Четврта година поред бесплатна школа за пливање за сите деца од 7 до 10 години, која што ја одржуваат врвни професори вработени во нашите општински училишта по физичко и здравствено образование. Школата ја имаме понеделник, среда и петок со почеток од 9 до 11 часот и функционира безпрекорно. Во моментот има некаде над 150 дечиња кои што се запишани и очекуваме бројот да расте. Да, поделени се во категории. Школата е доста посетена и
представува голема забава за малите дечиња, се слуша джагорот. Да, добро, а вон школата колку е посетеноста, да речеме, добро, сега само што почнавте, меѓутоа, еве разлика да направиме од лани, може би е рано, ајде лани да видиме како беше, имаше ли посетеност? Да, лани имавме доста посетеност, меѓутоа со оглед на временските услови кои што не следат откако го отворивме градскиот базен, посетеноста е значително помала во споредба со лани. Така. Значи, добро, покасно и се отвори, да речеме, оваа година. За еден ден покасно. За еден ден беше? покасно, да, Добро. поради технички проблеми. Некако, да, меѓутоа некако многу рано ни почна горештините, па ми се чини многу далечно тоа сето дека нели луѓето одвај чекаат да се разладуваат. Да. Добро. Значи во глобала кажавме се и за школата. Тоа кажавте дека е бесплатно. Да. А што се однесува до возрастите, какви содржини може да се понудат? Или тоа сега за сега? Реално содржините треба да ги видиме таму на лице место, затоа што ние како јавно предпријатие ги имаме издадено шанковите и не сме во можност да организираме било какви активности во согласност на јавното предпријатие. Меѓутоа, секојдневно има забави. Лани имавме прилично голема посетеност, посебно во викендите, каде што надминувавме и повеќе од 600 посетители, се извинувам, на ден, така да ќе видиме оваа година. Така, значи, базенов ќе работи и сабота и недела? Да, секој работен ден од 10 до 18 часот. А во недела и сабота и недела? Да, истото работно време. Еве апелирам во оваа прилика секој граѓанин на општина Кавадарце да дојде да го посети. Така да се разладува и да ужива. Ете, имаме и големи скокалници за оние љубители кои сакаат нели од височина да скокаат во базенот, бидејќи ги дозволува тие услови, како што знам дека конструиран е како олимписки базен. Да, димензиите се 40 на 20 метри. Така да ги има димензиите за олимписки базен. Така, одлично. Јас ви благодарам што бевте дел од утро и што споделивме што се случува во градскиот базен и дека можат сите посетители да го посетат. Ви благодарам и вас на поканата. Се гледаме повторно во друга прилика кога ќе дадеме и други информации. Драги наши гледачи, еве ви одлична можност, доколку ви е жешко, не мора да патувате никаде, не мора да одите никаде, можете тоа да го правите и на градскиот базен во Кавадарци.